Велковски, ќе бидам исклучително краток заради тоа што сметам дека суштината на поднесениот амандман исклучително ги делегира нашите загрижености, како што кажуваше и колегата Јаревски. Првично мојот впечаток дека пратениците кои што ги предложиле овие закони ниту го виделе договорот, ниту имаат поима што предложиле. Затоа што сега еден по еден тие што сте се подпишале, и ова ви го кажувам со целосен респект према вас, да ве прашам, што сте поднесле, не знаете. Видете сега што се обидувате да направите со овие закони. Не е проблемот самиот проект, ниту па некој е против проектот како што се обидувате вие и овие од СДСМ да прикажете на јавност. Конкретниот проблем е можноста која што вие преку овие предложени закони, кои што не сте ги прочитале, туку само некој ви ги донел да ги подпишете, давате материјална основа за корупција во изведувањето на овој проект. Исто така како што го направивте со надзорот, вие према некој комитент кој што е особено сериозен како бехте ОЈНК, ја брукате оваа држава обидувајќи се да внесувате одредби кои што ќе генерираат корупција. Сега ќе ви ги кажам зошто ние во нашиот амандман се обидуваме да го задржиме постојното законско решение согласно Законот за минерални суровини за доделување на концесија на концесионер во членот 10 и зошто вашите два става кои што вие сакате да ги вметнете со овој закон се коруптивни и се криминални во срж. Прва работа, во членот 10, во тие 10 ставови кои што ги има сега во постојното законско решение, има исклучива процедура како може да се додели концесија на некој концесионер, која што е добра, која што е законска, која што е транспарентна и која што дава одговор како некоја компанија може да стане концесионер на одредено државно добро. Што се обидуваат почитувана јавност да направат пратениците на ДУИ на закон на кој што сметам дека нема ниту еден потпишан од СДСМ. Вели вака: во членот, односно во ставот 12, концесија за детални геолошки истражувања може да се издаде директно на инвеститор заради изградба на европски патни коридори од стратешки интерес. И тука вие ќе кажете па инвеститор е ЈПДП. Тоа е многу погрешно и вие тука правите една врата во која што во ставот 3 на истоимениот член кој што не го менувате, давате право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања на секое правно лице, вклучувајќи лица кои што се регистрирани тука, но и надвор од државата. Што е суштината тука? Вие преку превезот на тој закон за стратешки интерес, односно за стратешки партнер или за ваков проект, ќе дадете, односно ќе имате можност да доделувате концесии на било кого, а на каков начин? Во постојниот, како што ние бараме, да останат условите на членот 10, пишува дека за да биде некој концесионер треба да учествува на јавен оглас и преку јавен оглас со дадени услови или критериуми некој може да стане концесионер. Но вие сте предвиделе тука и уште еден дел во ставот 12 за кој што може, односно 13 за кој што можеби вие не сте виновни, зашто повторно ќе кажам, не го имате видено законот, туку само си имате подпишано, односно некој ви го дал да се подпишете. Вели вака: по приемот на барањето од ставот 12, органот на државна управа надлежен за работите од областа на минерални суровини, тоа е Министерство за економија. И зошто е ова важно? Ќе поентирам понатака. Во рок од 5 дена ќе достави до владата образложен предлог и одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, која по разгледување на образложениот предлог во рок од 15 дена од приемот на предлогот ќе донесе решение за доделување на концесија за детални геолошки истражувања. Што значи ова? Дека Министерството за економија, водено од кадар на ДУИ, по никакви критериуми, по собствен избор, по тоа што тој министер кој што го управува Министерството, ќе смета дека е правилно или не, ќе предложи до владата, каде што вице-премиер, каде што председател на управувачки комитет е повторно кадар на ДУИ, кој треба да ја добие концесијата без никакви услови, и председателот на управувачкиот комитет ќе може да го избере тој концесионер и да му даде концесија без никакви услови. И сето тоа, значи министер од ДУИ, предложен до управувачки комитет, управуван од кадар на ДУИ, согласно закон, предложен од пратеници на ДУИ. Па ова ако не е корупција, не знам што е корупција. Па вие сте тие кои што сте против овој објект. Вие сте тие кои што сте против имплементирање на овој проект. Зошто? Закон за работни односи против уставно од 40 на 60 часа без никакви услови. Закон за експроприација, дивограби да се плаќаат. И сега како е возможно тоа да има 8 закони, во сите 8 закони да има вакви одредби кои што генерираат криминал и корупција? Па кој е против овој проект? Кој е против овој проект? Ова не е генерирање на корупција? Ова вие го знаевте кога го поднесувавте законот.
Зашто да се елиминираат сите други услови за доделување на концесија и да може министерот и председателот на управувачкиот комитет од ДУИ да доделуваат концесија без никакви услови, согласно закон понесен од пратеници од ДУИ. Па тоа не е корупција. Па ова не е срамота пред меѓународната заедница или пред партнерите пред кои што ние се срамиме. Ова е не да не е противзаконски, ова е и противуставно, ова не постои одредба која што не се нарушува. Како е возможно тоа? Зошто ние да им доделуваме така концесија? И потоа, како што каже и колегата Јаревски, не само 3 месеци после завршување на проектот, 6 месеци после завршување на проектот, ќе може тие се уште да генерираат одредени добра кои што ќе генерираат на траса. Тоа е нашиот проблем. Не е проблем од проектот. Не ја лажете јавност. Ние сме ви кажали на неколку пати, ќе го поддржиме тој проект. Кога се носеше законот, ние не гласавме за законот заради тоа што сметавме дека може да се подобри. И јас зборев на таа седница, колешката Панова збореше на таа седница, Балковски збореше на таа седница, Владо Мисајловски збореше на таа седница. Па вие ли сега нас ке ни кажувате дали сме биле ние на некои проекти или против или за? Па тие делници кои што вие ги кажавте, ви кажа колегата кој ги направи, нека се гради, никој не е против тоа. Никој не е против тоа да се гради, ама ние сме против ваквото носење на шверцерски одредби кои што ќе генерираат корупција. Вие ќе го закочите проектот. Никој друг нема да го закочи проектот. Вие ќе го закочите проектот. Инвеститор, јавно предпријатие за државни патишта. Кој е директор таму? Повторно кадар од ДУИ. Го приметувате сега зачараниот круг кој што вие го кажавте? Ова е коруптивниот круг. Ова треба да престане за овој проект да се имплементира и за 5 години да биде готов. Ова е тоа што ја загрижува јавноста. Ништо друго не ја загрижува јавноста. Ноншалантно давање на изјави, треба да се радуваме затоа што почнува проект. Зашто да се радувам? Затоа што некој ќе треба да ја испокраде државава и да залепи едно негативно петно на еден ваков добар проект. Нема да го направам тоа. Зашто да поддржувам закони кои што вие ги поднесувате, прво кои што не сте ги видели, а второ кои што треба да направат од милионери милиардери. Нема да го направам тоа. Го спомнувате тука автопатот Скопје-Блац. Зашто не е завршен до сега? Заради проектите на трасата. Не е точно тоа. Па тие процедури ги правел некој, ги прави градежниот факултет, ги прават професори, пратеници ги носеле тие законски одредби, таму има на секој зошто има затоа, зошто на секоја траса треба да постои проект. Се знае зашто треба да постои проект. Заради безбедност, заради сигурност, заради заштита на животна средина и на крај заради заштитување на јавните средства на граѓаните за некој да не ги краде. Па ете го решението, ви го кажав досега. Ако имате вие во една држава Државна комисија за спречување на корупција, која што ви вели дека ова не е добро. Ако имате вие невладини организации кои што ви кажуваат дека ова не е добро, ако ви имате општество кое што целокупно е застанато против ваквиот начин на носење на закони, тогаш не е добро. А решението се знае кое е решението. Носење на законски решенија кои што нема да даваат можност некои функционери од власта да ставаат негативни петна на вакви проекти. Тоа е решението. Тоа е решението. Дали ќе чекаме ние ден, 2 или 3 е многу, ве молам сега не ми офрувајте дискусија, ова не е сега дебата. Ако сакате дебата, одберете телевизија, викнете го Артан Груби, ја лично ќе дојдам. Па ќе почнеме и од надзорот, па ќе почнеме и од ова. Сега ние не дебатираме тука. Јас ви кажувам што е нашиот проблем. Амандман кој што е поднесен за тие два члена да се избришат. Ајде да почнеме од тука, па да видиме пред очите на целокупната јавност, па да почнеме пред очите на целокупната јавност дали е интересот имплементација на законот како што е до сега или е доделување согласно овие два нови става кои што генерираат корупција. Тоа е тоа. Благодарам. Благодарам колега Бојан Стојановски.